Беше тоа на 7 септември 1913 година кога започна Охридското востание. Имено во Долен Дебар, синот на еден албански првенец Селман Али, при една расправија во еден дуќан бил убиен од група српски војници и офицери. До вечерта веста за убиството на младиот албанец се расширила по целата околија, а таткото на убиениот, Селман Ага, во момент на очај и во желба за одмазда, набргу собрал околу 300 души од своите приврзаници и на 7 септември го нападнал дебарскиот одред од 200 српски војници, со што и почнало востанието. Беше тоа на 7 септември 1944 година, кога единиците на 9-та македонска бригада го ослободија Кавадарци. Тој убав есенски ден, кој долго време бил очекуван од кавадарчани, бил организиран митинг на кој говореле Најдо Стаменин Орлов, командант на бригадата, и Ристо Стојанов Железни, политички комесар. Долго очекуваната слобода е многу скапо платена. Во текот на војната загинале 333 борци, жртви на фашистичкиот терор од општина Кавадарци, а тројца од нив се прогласени и за народни херои. Моштите на загинатите и борците се наоѓаат во спомен костурницата во градскиот парк во Кавадарци. Беше тоа на 7 септември 1944 кога во Лисиче, Велешко, беше формирана 42-та македонска дивизија на Народно-ослободителната војска на Југославија, составена од 3-та, 8-та и 12-та македонска народно-ослободителна бригада. При формирањето броеше 1300, а набрзо потоа 4136 борци. Раководители беа командант Коста Јашмаков Јашмак и политички комесар Боро Чаушев Странџата. Беше тоа на 7 септември 1992 кога Белорусија ја призна Република Македонија, а истовремено и донесе одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу двете земји. Беше тоа на 7 септември 1993 кога во Скопје е пуштена во работа меѓународната телекомуникацијска врска меѓу Република Македонија и Република Бугарија на релација Скопје-Софија. Беше тоа на 7 септември 1997 кога во Скопје е отворен првиот ресторан за брза храна Макдоналдс во Македонија. На 7 септември 1947 година во Скопје е роден поетот Авни Енгелу. Завршил педагошка гимназија во Скопје, работел како уредник на Македонското радио, член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1976 година. Автор е на книгите Првенец, Под врбата, Мете, 4 годишни времиња, Човек ли си, што ли си, Недоречените мисли и други. На 7 септември 1948 во Скопје е родена Ленче Милошевска. Завршила филолошки факултет, група англиски јазик и книжевност. Работела како уредник во издавачките куќи Култура и Македонска книга во Скопје. Член на Друштвото на писателите на Македонија од 1999 година. Во 2019 година Ленче Милошевска ја добива наградата на Нова Македонија за краток расказ. На 7 септември 1965 година во Скопје е роден Дарко Панчев, македонски и југословенски фудбалер, кој се смета за еден од најголемите фудбалери на сите времиња. Добил златна копачка за најдобар напаѓач во Европа со 34 постигнати гола на црвено-белите, Црвена звезда, а воедно дал голем придонес за освојување на Лигата на европските шампиони во 1991. По неуспешната одисеја во Интер Милано, преминал уште во неколку европски клубови како Локомотив Лајпциг, Фортуна Дизелдорф и фудбалскиот клуб Сион, кога во 1997 година на само 32 години ја заврши својата кариера.
Na 7. septembri 1932. godina umre Argir Manasijev, makedonski revolucioner. Manasijev završil francuski koleđ vo Solu, na potom učiteljstvu Valvo Novoselo i Negovan, Solunsko, Smokvica, Gevgelijsko i sami od grad Gevgelija. Privlečen bil od Goce Delčev redovite na Tmoro, aktivno učestvoval vo sozdavanjeto na novi komiteti i proširuvanje na mrežata na organizacijata. Otkrijen od turskite vlasti u 1901. godina, toj stanuva ilegalec. Vojvoda je na Četavo Gevgelijsko učestvoval u Lindenskotovo stanje i zajedno so Sava Mihajlov organizira diverzija na železnički most na Vardarka i Gevgelija. Se istaknal kako cvrst protivnik na grčkata oružena propaganda. Delegate na Rilski od kongres od Soluski od okrug. Po 1906. godina emigriravo Sofija, a po mladoturskata revolucija se vratil vo Gevgelija. Za vremena Prvata Balkanska vojna je načelo načeta, a od 1913. žive vo Strumica, kada je bilo kolijski upravitelj. Pokrajotna Prvata svjetska vojna, u 1919. godina, do krajotna životot živeo vo Gorna Džumaja. Na 7. septembri 1943. godina zagina Josif Josifovski sveštarod, makedonski dejec i naroden heroj. Kako student na pravni od fakultet v Belgrad, toj stanal člen na komunističkata partija na Jugoslavije ušte v 1937. Po diplomiranje to bil advokatski pripravnik vo Strumica i instruktor vo Makedonija. Poznat pod psevdonim od Jorče Sveštarod, to je vo narodno-osloboditeljnata i antifašistička vojna vo Makedonija, dejstvoval glavno vo regionot na Prespa i drugi tereni pod italijansko-albanska okupacija. Bil uapsen od italijanskata policija v 1942. no uspel da izbega. Bil politički komesar na odred od Dame Grujev, na prvi od narodno-osloboditeljen bataljon Mirče Acef i na vtorata operativna zona na narodno-osloboditeljnata vojska na Makedonija. Zaginal vo borba su germanskite sili i balistite, proglasen je za naroden heroj na Jugoslavije v 1951. a opejane i vo nekoliko narodni pesni. Na 7. septembri 1989. godina vo Skopje umre Boris Atkov, makedonski borec vo španskata građanska vojna i učesnik vo prvoto zasedanije na Asnom. Njegovi od pridone za razvojotna kulturata i filmot vo Makedonija se smeta za značitelen. To je roden vo Skopje v 1904. godina. 7. septembri se odbeležuva kako svjetski den na čistiot vozduh.